Турција. Се наоѓаме на коридор 8. Значи кој почнува во Истанбул, завршува во Драч. Многу значаен коридор, утврден со 97 година во Хелсинки на меѓународната конференција се утврдени 10 коридори за поврзување на земјите што треба да се развијат. Еден од тие, осмицата, е овој кај што се наоѓаме и кој што поврзува 4 земји што се со различен статус. Значи, Турција е кандидат за член на Европската Унија од 50-тите години, а не е член. Бугарија е член на Европска Унија. Ние сме кандидати за членови на Европска Унија и Албанија мислам дека пристапни преговори. То се 4 различити системи. Значи имаме. Како се рефлектира тоа реално? Ако тргне еден камион од Истанбул за Драч на овај коридор 8, он ќе патува 3 дена. Коридор 8 има 950 километри на ова делница што велам. Низ Македонија поминува 316 километри. Ние сега се наоѓаме на една точка негова, али ако земиме да одиме во тие 315 километри, ќе сретнеме иста состојба. Таа состојба е следна. Значи, нема железничко поврзување нити на влезот во нашава држава, нити на излезот према Албанија. Фалат, значи, овде до Белјаковце, а тамо фали од Кичево до Лин, до границата со Бугарија. Значи, железничка пруга не постои, можеме да констатираме. Патните правци дел се направени, дел не се направени. Гасот влегува единствено во Македонија од ова точка кај што се наоѓаме Жидилово и заради тоа што влегува од една точка, потрошувачката наша е мала, испод 5% од инсталираната снага, ние имаме највисока цена на газ во регион, а да не зборувам споредбено со европските земји. И кога јас ви кажувам стално дека ние имаме проблем со конкурентноста на нашите стоки, е токму овие додатни трошоци влијаат на таа работа. Вредноста на стоковата размена со овие држави кај што поминува коридорот 8, Албанија, Бугарија и Турција, е 1,2 милиарди американски долари во пари, а од тежински аспект размената на стоки со трите балкански земји е 22,1% од вкупниот обем на стокова размена со странство. Зато Управниот одбор на Стопанска комора излезе денес на лице место да ја види, да се запознае со реалната состојба, како би можел да тие прашања ги постави пред владата и лобира за нив од интерес на бизнисот и до аспектот врз основа на своји спознаи на лице место. Ние треба од денеска сериозно да лобираме кај владата, нејзините проекции во планот на владата 2017-2021 година да се реализираат, али не како капиталните инвестиции што се реализираат во првиот квартал, да се реализираат енергично и 100%. Тоа е изградба на експресен пат Ранковце-Крива Паланка, финансиран од Светска банка, и изградба на патен правец Крива Паланка Деве Баир, овде кај што ние се наоѓаме, со кредит од Европската банка за обнова и развој. Да се заврши пругата, како е предвидено во овој период, и тоа да отвори надеж кај македонските компании за зголемување на соработката со овие земји, што е многу значајно. Она што јас го знам, тоа е дека на целиот потез према Бугарија, ова е најфреквентен граничен прелаз, другите спаѓаат во категоријата на среднофреквентни, така да мислам дека акцентот треба да се стави на баш овде, на овај излез од Македонија, влез, каде што денеска ние се наоѓаме.